Добре дојдовте во емисијата 360 степени. Вечерва имаме несекојдневен соговорник. Доскоро за мнозинството во земјава познат како расколникот Јован Вранишковски, а однеодамна повторно владика на Македонската православна црква Охридска архиепископија. По решавањето на црковниот спор на релација Скопје-Белград, односно Охрид-Пеќ, автономната црква под закрилата на СПЦ, на чие чело беше Јован, се реинтегрираше во МПЦ и според договорот Јован стана митрополит Крушевско-Демир-Хисарски. Интронизацијата се случи на 3 септември во црквата Свети Никола во Крушево. Интервјуто го снимивме во Битолско Нижополе на Пелистер, во манастирскиот комплекс Свети Јован Златоуст, каде престојува владиката Јован. Роден е во Битола, има 57 години, дипломира предвреме на градежниот факултет при УКИМ во 1990-та, а потоа и на Богословскиот факултет во Белград во 1995-та. Одбранува докторат на Теолошкиот факултет во Солун во 2011 година. Да го видиме интервјуто. Се обидував да проверам, ова е ваше прво интервју за еден мејнстрим медиум во Македонија по цели 16 години. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вие што се заинтересиравте за проблемот и ни давате шанса еве после 16 години да можеме да кажеме дел барем од минатото, сегашноста и погледот кон иднината. Да, ќе искористам ваша фраза. Некои работи очигледно треба да се озреат. 16 години и се многу и не се многу. Благодарам уште еднаш. Од пред неполни 2 месеца сте повторно и официјално владика на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, интронизиран сте во митрополит Крушевско-Демир-Хисарски. Ако погледнеме што се случуваше во последните 20 години, од Нишкиот договор, преку вашата одлука да го прифатите повикот на тогашниот српски патриарх Павле за воспоставување канонско единство со Српската православна црква, единствен бевте од владиците на МПЦ што се реши на таков чекор, преку создавањето на автономната православна Охридска архиепископија во рамките на СПЦ, судските процеси што се водеа против вас, затворските казни што ги одлежавте, тешките зборови од едната и од другата страна што беа кажани во овој меѓу период за денес повторно да бидете владика на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Ако имаме предвид каде бевме, каде сме денес, ќе се согласите ли дека ова е рамно на едно мало чудо? Па секојдневно во црквата се случуваат чуда. И ова можеме да го наречеме чудо, затоа што искрено, после толку години, јас не се надевав дека вакова ќе биде решението благополучно. Си се навикнува човек, еве поминуваат 20 и толку години поминаа од пристапувањето кон единство кое го имавме во 2002 година, и човек малку си се навикнува на ситуацијата, односно се прилагодува повеќе. Сега ова е сосема нова ситуација и изненадување, да речам, за сите, ама Господ така ги праќа решенијата воопшто и во животот на човекот. Какво изненадување? Така што и ова сметам дека некој е изненадување за сите. Долго за мнозинството граѓани на оваа земја бевте расколникот Јован Вранишковски. Сега сте митрополит Крушевско-Демир-Хисарски. Чувствувате ли отпор од свештенството и од верниците? За сега никаков, затоа што сметам оно што го рековте дека созреа веќе ситуациите. Може би во она време кое ние го направивме, бевме некоја авангарда, сега сите стигна да бидат во таа авангарда. Сфатија дека тоа е решението на некој начин за црквата, дека треба чекор по чекор да се оди, и стигнавме до она што може би наши предходници го посакувале, ама не може да го направат. Сега стигнавме до призната црква и фала му на Бога пред се за тоа, но и на сите чинители од страна на луѓето кои допринесоа. Ќе зборуваме во детали за таа 2002 и годините, потоа и дали на вистина имаме призната црква, но предходно уште малку за други некои аспекти. Во беседата во храмот Свети Сава
во Белград на 19 мај лани, кога се случи за прв пат заедничка литургија меѓу владиците на Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ќе речете, не знам кога радоста ми беше поголема, кога го примав томосот за автономија за православната Охридска архиепископија од раката на патриархот Павле, или денеска кога се воспоставува целосно литургиско општење со сите архиереи на МПЦ Охридска архиепископија. Ако треба да одберам, би дал предност на денешната радост, бидејќи денеска се воспостави целосно евхаристиско единство. И сега исто после толку време поминато повторно го дал истиот одговор, затоа што вистина радоста се во потполни тогаш кога се заврши сета работа. А тоа е со признавањето на црквата. Наша цел не беше да ние да влеземе во единство, да немаме призната црква и сите да уживаат во таа состојба. Туку нашата жртва, ако може така да се нарече, беше сите да ги доживеат благодатите на единството на црква. Дали на тој 19 мај 2022 прв пат се видовте со поглаварот Стефан по 20 години, ќе ги наречем 20 години премрежија? Прв пат, јас мислам прв пат се видовме. И што си кажавте? Па, прво се прегрнавме, се целивавме братски, а тоа значи дека сите бариери што беа помеѓу нас ги срушивме. Во суштина и не треба да има бариери, особено меѓу нас архиереите, зашто треба да на сите да им објавуваме веста за единството. Тоа беше, немаше можност, можеби за некакви долги диалози и разговори, ама имаше секако изразување на добрата волја и кај мене, тоа го зборувам секако својата скромност, а верувам и кај архиепископот Стефан. Да. Јавно во говорот во Свети Сава, меѓу другото, ќе кажете, треба да се оддаде голема почит и признание на архиереите од Македонската православна црква Охридска архиепископија, начело со архиепископот Стефан, кои ги издржаа неразумните и противцрковни притисоци на јавноста во Република Северна Македонија. На што поконкретно мислите? Па, најконкретно мислам за тоа што во суштина ние кога излегувавме од МПЦ, односно влегувавме во единство со целата православна екумена, невкусни беа критиките од јавноста, односно од јавните медиуми. Во суштина истото и сега се случува со МПЦ, само многу помалку и фала на Бога што е така, затоа што тоа е резултат, ми се чини, на неразбирањето на одредени појави во црквата кои не ретко се спротиставени од секојдневицата, односно од секојдневниот политички живот и на државата во која што живееме и на целиот свет воопшто. Затоа што црквата постои со векови. Политичката ситуација кај нас не е баш зрела за да може да ги толкува сите тие зрелости на црквата, така да ги наречам. Ќе им се вратиме на овие прашања во детали малку подоцна во нашиот разговор, но прво сакам да ве прашам за вашето здравје. Во каква состојба сте? Па, додека бев во затвор, значи до 2015 година, и фала му на Бога што е така, бев во прилично добра кондиција, не осеќав никакви проблеми со здравието и дури го користев и тоа време кое бе во затвор и за вежбање, за трчање, за одредени. Меѓутоа изгледа како што велат психолозите и современите доктори, кога напнатоста од концентрацијата во одреден проблем ќе се намали, а таа се намали после моето излегување од затвор. Во секој случај, во 2017 година, се разболев со една болест која велат е неизлечива, мултиплекс склерозата, и ми смета доста во одењето, во стабилноста воопшто. И фала му на Бога, ме попотполнуваат другите околу мене, кои што можам да се придржам и да не се соборам. Јасно зборувате, но малку побавно од
каков што ве знаеме порано? Па тоа е една од нуспојавите, односно од појавите можеби во мултиплекс склерозата. Таа влие и на говорот. Значи, целиот нервен систем е нападнет, но кај мене тоа е ограничено. Затоа викаат болет со илјада лица, кај некого е дел напаѓа од нервниот систем, кај друг дел, кај трет. Кај мене ете помалку можеби со зборувањето имам проблема, ама и се чувствува и добро го приметив. Се знае што е причината за болест? За болеста не се знае, уште не е откриено. Смерниците кај научниците водат дека од две можности да се. Едната е стрес, а другата е бактерија некоја. Меѓутоа, ниту едната, ниту другата не може да се докаже, затоа и нема лек. Дали се чувствувате доволно силен да бидете митрополит, Крушевско-Демир-Хисарски? Се споменуваше ваше пензионирање во таа фаза, кога се уште не беше јасно до крај како ќе биде изведена интеграцијата на ПОА во МПЦО. Одавна имам прочитано, еден владика исто така имал проблем со нозете, со дењето и го можеш ли ти да водиш епархијата? Па тој рел, јас не ја водам со нозете, ја водам со главата. Така што и тие способности и ова и самата болест доаѓа од главата. Значи, миелинската обвивка на сите нервни ќелии се оштетуван и во главата, и во орбитниот мозок, и меѓутоа во некои делови помалку, во некои делови повеќе, така што кај мене на екстремитетите повеќе има влијание. Бевте осуден 5 пати, поправете ме ако грешам, и одлежавте 5,5 години затвор. Како го паметите периодот поминат во затвор? Тоа не се одеднаш 5,5 години, во повеќе наврати се, но како го паметите тој период? Знаете, кога има цел затворањето, тогаш сигурно полесно поминува човекот и низ тие затворски денови. Споредба сега можеби недолична ќе направам со Махатма Ганди или со, не знам, со Мендела или не знам, ама имаат цел луѓето, кога имаат цел, тогаш целата концентрација е идејата кон целта, а не кон тоа што се претрпува и како се живее. Тие затворски денови не се лесни воопшто, особено во нашите затвори, каде условите се мизерни. Јас си напишав една книга за таа слобода во затворот, се вика. Не можам да кажам дека дури ни пристојни услови има во затворите. Ама кога човек има идеја, и за а особено таа идеја е заради Бога, тогаш целиот се вложува во тоа и сите тешкоти кои ги поминува, да не речам му изгледат лесни, ама подносливи барем. Во Идризово бевте, меѓу другото, таму... Сите затворски казни во Идризово. Да. Таму од фотографиите што ги гледаме од време на време, условите се навистина катастрофални, како што велите вие. Со колкумина бевте во соба? Па дури вака непристојно, често пати ми е неприлично, ми е да кажам дека бев со 40 души во иста соба. 40? 40. Па има ли место, има ли толкави соби? Па има огромна една соба, то дури да кажам во привилегирана состојба да бидеш таму, зашто има одредени привилегии, не ја заклучуваат таа соба и можеш да шеташ по ходникот, додека сите други простори се затворени. Ама што личи тој живот со 40 луѓе? Незгодно е тоа, сакам да го речам, незгодно е што дозволува, да кажеме, секој затворен да има телевизор. За во 40 соба, соба од 40 луѓе имаше минимум 39 телевизори. Така што секој слуша своја програма и можете да замислите како изгледа таа соба кога секој слуша своја програма во 40 луѓе. Кога ви беше најтешко во тие 5,5 години, да речеме? Најтешко ми беше кога ми ги обвинија
сите луѓе кои најмногу ми значеа во животот, 18 луѓе во последното судење за перење на пари беше последното, дека тие переле пари со мое знаење и сите тие влегаа во последниот судски процес кој беше во 2013 година, се водеше. И сите тие беа осудени во првостепен суд само со условна казна, јас бев со ефективна казна. Второстепениот суд ја потврди казната, требаше да чекаме Врховниот суд да ја укини на повторно судење, пак повторно првостепениот суд ги ослободи сите, а мене Кобајаги ми даде некоја казна додека сум бил во затвор толку да имам издржување на казната. Така што одмовев. Да, во 2015-та, мислам, се случи ангажман на Руската православна црква, една дипломатија која што на крај доведе до повик од Синодот на Македонската православна црква да престане прогонот против вас, што еве ќе бидам слободен да кажам, зборува само за себе, веројатно за целиот контекст во кој што се случуваа сите тие работи од 2002 наваму. Ако се вратиме на 2002 година и на Нишкиот договор и вашата одлука тогаш да го прифатите повикот на српскиот патријарх Павле и да влезете во канонско единство со Српската православна црква, ако треба денес да носите одлука, што би направиле? Јас мислам само малку да кажам, по-обмислено би го направил тоа. Иначе истото би го направил заради единството на црквата. На што мислите по-обмислено? Немаше друг начин, ни во 2002, ни до моментот на признавањето на автокефалијата, поинаку да се решава црковниот спор, освен преку автономија со Српската црква. Затоа што овие епархии кои се денес во Северна Република, во Република Северна Македонија, доделени се на почетокот уште на 20 век на Српската православна црква. Никој не може да ги одземе. Што значи дека ако сакат само таа може да ги ослободи, како што се ги направи, како што да направи. Мопат се полагаше право на тоа дека 1967 прогласила автокефалност и се бореше таа автокефалност да биде признаена, се разбира до тоа не дојде. На крај се одеше преку 1959-та и доделената автономија, прифаќањето на сето тоа ретроактивно, за да стигнеме до моментот до кој што сме сега. Може би главната фалинка на Нишкиот договор од денешен аспект и од аспект на некој кој што не е владика, свештеник, во црквата беше неодреденото време во кое што Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија, требаше да биде автономна црква. Дали ќе се согласите со тоа? Дека тоа е големата разлика. Неодредено за пошироката јавност, за потестата јавност некако, односно за самите преговори беше од прилика, ама исто како јас ќе ви дадам еден пример. Сега јас ако полагам ѓакон и да му кажам за 10 дена ќе бидеш свештеник, по 15 дена владика ќе биде. То никаде не се случи. Ама сега се случи, нели? Сега во оваа фаза, кога стигна томосот од... Ама пак беа договори во тајност. Ти откако излегла од тајност, како стана, тогаш се дозна дека имало нешто, некаква клаузула, дека се договориле толку кратко да трае. А што беше договорот тогаш? Сакате да ми кажете дека и тогаш имаше договор колку ќе биде автономијата? Не беше договор, колку што беше едно прашање на доверба во кое Српската црква тогаш велеше од дена повеќе нема да биде автономија. Ама тоа не беше запишано никаде, значи не беше во договорот и сега може секој да има сомнеш на тоа. Дали ќе биде толку, дали ќе како и што и во овој случај можеше последниот да има сомнеш. Беше тој договор личен меѓу патриархот српски и нашите архиереи. Кога почна таа последна фаза од диалогот меѓу Српската православна црква и Македонската православна црква, Охридска архиепископија? Мислам на оваа последна фаза на која што доведе до прво заедничка литургија, потоа и томос. Траеше многу кратко.
Кратко спрема сиве години кои се спореди. Траеше некаде од крајот на јануар, може би почеток на февруар, до април месец. Значи, За која година зборувате? зборуваме за 2021. И прва. Да. Тоа е многу краток Тоа период. е премногу краток период. Тоа е веќе патриархе Порфири. Партијархе Порфири. И стигнавме на сите им претежно оваа ситуација, зашто е на крај многу долго се чува ненормална ситуација за православието. Претежната ситуација. Од една страна овде гонењата скоро не престанува, од друга страна Српската црква и сите други православни цркви ја признаваат само православна Охридска архиепископија. И сега ние меѓународно сме признати, она што го посакуваше и црквата, а и државата овде, а не признати во својата татковина. Таквата ситуација е нередовна. Неможно скоро да се одржи. Еве, ние напрегнато одржувавме 20 години, ама многу тешко. И затоа созреа ситуациите и кај Српската црква, и тука кај да се свати дека мора да има решение. Дали бевте вие лично вклучен во тие консултации? Јас бев вклучен на следниот начин, што дадов потполно изима, така да кажам, согласност за патриархот српски. Тој да го решава спорот, зашто свесен бев јас, ако се вмешам, може да ја отежам ситуацијата. Заради одредени ситуации од порано или некој може да замени за нешто, така што не сакав да се мешам. И фала му на Бога, благополучно излезе, не излезе лошо решението, да се кабака какво што е. Дали политиката имаше своја улога? Што се вашите сознанија? Мислам дека овај пат немаше толку не се поучени беа и во Српската црква и во Македонската црква дека не треба да им се остави политичарите да се вмешуваат во проблемот. И Но веројатно имаше волја барем да не се стопира тој процес. Тоа е многу важно. Отколку се постигне да не се стопира, ја најдовме решението некако. Да. Сакам да ве прашам за Преспанскиот договор и неговата улога во сето ова. Што сметате? Дали тој отвори врата за да стигнеме до таму до каде што сме сега? Мене ми е жал што порано не отвораваше вратата. Требаше ли толку да чекаме да сватиме дека не ние да попуштиме, не е тоа попуштање за нешто, туку да сватиме како политички се решаваат некои работи. Што губи денеска нашата држава, Република Северна Македонија, што се вика со тоа име Северна Македонија, што не е Јужна Македонија или не знам некој друг вид, или целосно, интегрално само Македонија. Таа никогаш не може да го има територијата на целосната Македонија како провинција во Римското царство. Значи, реално, ова е дел на Северна Македонија. Или, како порано се викало, на Горна Македонија. Да. И тоа би било добро решение. Може ли подиректно да ми одговорите? Дали тој договор и решавањето на прашањето за името меѓу оваа земја и Грција придонесе за тоа Вселенската патриаршија да реши да ја прими во канонско единство Македонската православна црква, односно Охридската архиепископија? Знаете, мислам дека проблемот со елинските цркви се уште не е решен, затоа и доаѓа до одредени припокувања кој треба Томасот да го издаде, дали Вселенската патриаршија, дали овој Томас е доволен. Сметам дека не е возможно на тој начин еднострано и да се одговори на проблемот, комплексен многу проблемот. Јас ќе ве потсетам да речеме на еден историски факт, само кратко. После Илиренското востание во 1904 година,
во Елада, тогашна, настанува така наречена борба за Македонија, Македоникоа гона. И таа трае до 1908 година. Тогаш, веројатно, многу слушнале за Павло Смела, за капетан Кота и не... Тогаш се тие борби во тоа време. Меѓутоа, елените дале крв за да ја освојат Македонија. Тој дел бар. Пред да се победи. Се што е дадено со крв. Борба, значи, направила за Македонија. Тоа е посебна борба, баш като она борба со турците во која е ослободена Елада 1830 година. Ова зборам 1904 година до 1908. Се таа, то воопшто овдешната историографија не го третира, а таа треба барем како информација да знаеме дека тие луѓе го платиле со крв, го платиле многу македонци. Ама тогаш Елада се борела дека и македонци давале крв, нели, за Македонија, да. Ама тогаш не постоела Македонија како држава, постоела Бугарија. И Елада се борела со Бугарија. Така што тука и постојат замешателства одредени и требаше да не подготват многу порано дека немаме апсолутно право на терминот Македонија. Дел секако, територијата ова е Северна Македонија. Никој не може да приговори дека не е Северна Македонија. Меѓутоа, цела Македонија, како што има идентистички погледи, некои од политичарите кајнат, имаат дека треба да се, ја се сеќавам во Марово почетокот кога велеше идниот конгрес во Солун ќе биде. Тоа е идентитизам. Да, реторички. Мислам дека никој не веруваше, никој не веруваше дека такво нешто може реално да се случи. Не можете еден одговорен политичар да ви го каже тоа. Да. Вие сте некако, барем според тоа јас како ги наблюдувам овие состојби, во средината на актуелната состојба на поделба во православниот свет, во која едниот пол е Вселенската патриаршија, а другиот е Руската црква. Од една страна бевте поглавар на автономна црква во рамките на СПЦ, за која се смета дека е под влијание на Руската црква. Од друга имате докторат на теолошкиот факултет во Солун, одлично зборувате грчки, може кој ви е подобар, македонскиот или грчкиот? Па, тоа може некој кој посматра да каже. Некој што ги знае двата јазика, веројатно, да. Добро, да се вратам на мојата теза. Што значи дека имате врски и со хеленските или елинските цркви. Дали македонското црковно прашање е решено? Дали може да кажеме дека Македонската православна црква, Охридска архиепископија е автокефална црква со томосот од Српската православна црква? Знаете како, имаше реклама, си спомнувам, пред некоја година, може би цело е кога има се. Тоа е и во овој случај, кога сите цркви ќе ја прифатат автокефалијата, тогаш е совршена автокефалијата. Вака, дел кога прифатиле, дел не прифатиле, не може да се каже дека е во потполност, меѓутоа, од една страна, самата ситуација во православието никогаш не била потешка, барем јас кој за овај нашто современо сигурен сум, ама историски проучувајќи многу може да се најде период долг во кој никогаш не била полоша ситуацијата во православието. Ваква поделеност не постои. Имаше ли грешка во чекори? Намерна, ненамерна? Дали СПЦ преку томосот за Македонската православна црква сакаше и одигра во интерес на Руската црква во битката за превласт со Вселенската патриаршија? Што мисли? Дека не можеше Српската црква да учествува во таа битка за превласт, затоа што прво, колку јас сваќам, сега тука ќе се ограничам колку јас сваќам, не постои таква битка за превласт. Затоа што Руската православна црква свесна е, или барем треба да е свесна, дека никогаш не може да биде прва. Има денеска втора црква, Александриската патриаршија, трета црква, Антиохиската, четврта Ерусалимска. Значи, ако се оди по некој редослед, Руската црква е петта.
не додека стигне да биде Битката е прва. кој дава томос за автокефалност и конкретниот случај со Украинската православна црква. Претпоставам дека тоа ви е поентата. Не, поентата ми е во диптихот на црквите, прва е Константинополската, втора е Александриската, трета Антиохийската, четврта е Иерусалимската, пета е дури Руската црква. Сега од пета да дојде прва не може да дојде да има превод. Значи превод ќе дојде втората, па третата, евентуално шанси има, па четвртата има шанси, петата да дојде кој ќе го прифати тоа дека петата црква никогаш не се обидела, бар колку мене ми е познато, Руската црква да го промени диптихот, таа да стане прва, па ова вторава, дека ќе остане втора, Константинопол не знам кај ќе остане. Добро, може би лошо го постави прашањето, еве да се обидам да го парафразирам. Зошто СПЦ издаде томос за автокефалност на Македонската православна црква Охридска архиепископија, а не ја представи Охридската архиепископија за достојна за автокефалност пред Вселенската патриаршија и пред другите цркви, па Вселенската патриаршија да издадеше томос за автокефалност? Затоа што не е решено тоа правање на се православно ниво. Значи, јас за голема среќа, може би тоа можам да го знам вака по-конкретно одговорот на ова прашање кое поставивте. Во 2009 година се одржа подготвителен собор за соборот на Кричо, беше 2016 година. На тој подготвителен собор беше и прашањето за автокефалијата, како што имаше други за автономија, да речеме што се рече за диаспората и за други некои прашања, имаше и за автокефалијата. Ние во главном со текстот сите се согласивме. Освен со едно прашање кое има замерка, имаше замерка меѓу Константинополската патриаршија, најмногу меѓу Руската црква и Романската. Како се подпишуваат после предстојателите, после издавањето на текстот на томосот може да биде, ќе се определи, нема ни проблеми за тоа, туку дали ја прогласува автокефалијата Вселенскиот патриарх, а другите сопрогласуваат и чите подписи на предстојателите на црквите, или без тоа сопрогласуваат, сите прогласуваат. И заради тоа прашање остана тоа нерешен проблем и не излезе како на дневен на соборот во Крит. Со оглед на тоа што Македонската православна црква Охридска архиепископија има томос за автокефалност од Српската православна црква, треба ли воопшто да се очекува томос од Вселенската патриаршија? Јас мислам дека ќе биде многу тешко да се очекува томос, меѓутоа може да се најде фаза каде ќе се согласи Вселенската патриаршија на автокефалијата. А да има посебен друг томос, малку ќе биде два томоса, никогаш не се издавале во црквите. Што значи, од една страна можете вие да речите преурането Српската црква, од друга страна некој друг да примети од другата страна, па чекај, нема само ексклузивно право, само Вселенската патриаршија да издава. Затоа што не е решено на соборот. Како кога велите да се најде меѓуфаза, на што мислите? Како практично тоа би се извело, за да се стигне до прифаќање на автокефалност? Со многу напорни преговори секако може да се убеди Вселенската патриаршија дека овој томос да го третира како предлог, во суштина така и беше договарано во Шампезите излезе. Значи, мајката црква да даде предлог. Реторички така и беше кажувано, Вселенската патриаршија ова да го свати како предлог. Може да биде единствено така, ама сега нема за тоа, значи нема писмен акт ни Вселенската патриаршија дека другите цркви се согласиле на тоа. Имате увид вие во која фаза се сега преговорите меѓу Вселенската патриаршија и Охридската архиепископија? Немам увид затоа што во суштина отворено е прашањето. Значи, треба да се најде модус како, на кој начин би можела Вселенската патриаршија да не биде повредена како првотровна црква,
која доцела издавала единствена таа само томоси. Ама издавала затоа што... А сакате да кажете дека Вселенскиот патриарх е на некој начин повреден од томосот на На СПЦ? некој начин е повреден затоа што тој до сега бар, до сите автокефали издадени во 20 век ги издавал само тој, без да се консултира дури с другите цркви. А сега во овој случај издава за прв пат една друга автокефална црква Томос, ама не може да се каже дека е повида на српската црква или претензии на руската црква, току затоа што не се реши тоа прашање. Добро, Вселенскиот патриарх е повреден, но мојот впечаток е дека не се срушени мостовите по примањето во кановско единство на Охридската архиепископија, дека оставена е отворена врата за диалог. Сте чуле, има барање од Вселенската патриаршија за промена на уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија? Не, јас мислам дека не ќе го барат тоа Вселенската патриаршија. Во смисла на тоа дека Охридска архиепископија ќе биде име за севкупна употреба, па и за домашна употреба. Тоа може да биде и со промена на уставот и со една одлука. Во суштина, сегашната став, колку што го гледам, и архиепископот и кај други архиеи, е да за домашна употреба да биде како сака, а која црква сака да не прифати со тоа име, македонска да не прифати, која не сакат само Охридска архиепископи. Меѓутоа, ние имаме проблем сега со бугарската црква и со името Охридска архиепископи. Зашто тие сакат да имат монопол на Охридската архиепископија. И тие вршат притисок во Вселенската патриаршија? Па не мислам дека толку вршат притисок прво, затоа што е нивниот став воопшто не издржан. Јас одавна сум пишал, може 2005 година, за тој став нивни за преселувањето на Доростолскиот митрополит, односно како патриархот бугарски, во Воден прво, па потоа во Преспа, па потоа во Охрид, меѓутоа тој не ја ноцел и паставата со себе, па за да остане патриархија, каде ќе се пресели патриархот, таму да биде патриаршијат. Што значи имаат некое нееклесиолошко гледање на проблемот дека Охридската архиепископија е българска црква. Таа е българска во сите историски наоди. Пишува, значи, Охридскиот архиепископ имал титула архиепископ Охридски на цела Българија. Ама тоа територијално Византија го оставила за сите словени. Тогашната Охридска архиепископија била над Белград, дека до Војводина. Тоа не значи дека е истата таа Охридска архиепископија. Охридската архиепископија како институција, тогаш ја гледам, и сега воопшто не се исти. Значи, не се исти надлежност. Значи, Охридската архиепископија е и македонска. Сега, како и тогаш, и сега, и додека постои македонски народ, ќе биде. Дали во Синодот постојат разлики во пристапот кон ова прашање? Дали треба Томос од Вселенската патриаршија? Што е со името? И така Јас се уште не сум присуствувал, да ви кажам, на Синод во Македонската православна црква, во поширок состав, во кој и јас би учествувал сега, ама не е свикан таков Синод. Сега, веројатно, архиепископот чека интронизацијата последна на владиката Делјадровско и Линденски Јоаким да се случи на 5 ноември, да кажат, веројатно ќе има Синод. Ама се уште не се одржал Синод, за да можам да знам во потполност какви се
ставовите. Во тој контекст сакам да ве прашам, кој бараше епископот Партени од Бигорскиот манастир да не биде на вашата интронизација во митрополит Крушевско-Демир Хисарски? На сајтот на Бигорски пишува: срдечно јавно му се заблагодаруваме на митрополитот Јован за љубезната покана. За жал и покрај нашиот потврден одговор бевме спречени да отидеме во Крушево, бидејќи од необјаснети причини целиот чин на востоличување беше условен со нашето неприсуство. Се прашуваме која е потребата да се поттикнува раздори и да се создаваат спротивставени табори на самоповикани патриоти и измислени предавници, кога сите ние сме дел од едното тело Господово. Им благодарам прво за разбирањето на игуманот на Бигорскиот манастир епископот Антанијски, што разбра дека и ако уредно покана, тиот уредно одговори дека ќе дојде на интронизацијата, мора да му откажам во последен момент. Меѓутоа, ако тој е културен и така убаво да го напише овој, да не го соопшти името, да не го соопштам нити јас. Има уште една реченица, вели: според кои канони, според која традиција се оправдуваат и не се подведуваат на опомена, па и санкција ваквите дејанија? Предпоставам ова е апел до поглаварот Стефан, дали вие така го разбирате? И јас така го разбирам и секако треба да се речи тоа прашање, затоа што вие спомнавте, мене ми вика расколникот и не знам што сега да поставиме во самата Македонска православна црква да има раскол. Ова некој ќе каже дека е де факто раскол, бидејќи ако владиката Петар вие не го кажувате, ниту епископот Партени не дозволува еден епископ на црквата во која што тој е митрополит да присуствува на ваков голем чин, тогаш очигледно има големи разлики. Вие сте меѓу предавниците или меѓу патриотите? Бидејќи така пишува на сајтот на Бигорски. Или вие сте навикнати цело време да се препознам, ниту сакам да влезам во нечие клише, затоа што тоа е многу примитивно клише. Некој кој живее во оваа земја или во овој град или не знам, тој нормално ќе ги сака привилегиите на тој град или на таа држава. Старинска уште поговорка е тоа: не се радува ако мечката игра на вратата на комшијата, ќе заигри на твојата врата. Тоа значи политика. И тука не треба да има такви подобби на патриоти како мечката да бира кај патриотите да не оди, а кај другите да оди. Ами нема тоа. Ние се здружуваме политички да не биде полесен живот. Предпоставувам со последната интронизација ќе се заокружи интеграцијата на Православната Охридска архиепископија во МПЦОА, така? Би требало, да. Да, инаку за сега не може да зборуваме за целосно интегрирање. Па добро, генерално одлуки постојат, значи Ги сметате за формалност. Да, формално. Ова до крај што треба да се случи. Кој од епископите на поранешната ПОА ќе има право на глас во синодот на Македонската православна црква? Сите што и добивме епархија, а тоа е владиката Јоаким, Марко и јас, ќе имаме право на глас. Сигурен сте во тоа, бидејќи еден познавач ми рече: мислам дека само владиката Јован ќе има право на глас, другите двајца нема да имаат право. Може да има. Чим се епархиски архиереи, може да има. Тоа ви е расчистено со поглаварот Стефан? Па мислам расчистено е воопшто во православието. Не може да биде кај ќе припаѓа тој владика ако не е во овој синод. А ако е во овој синод, веќе тој мора да има право на глас. Малку ќе ви извлечам сега од црквата на теренот на политиката и геополитиката. Имате ли вие став за процесот на европска интеграција на Република Северна Македонија, особено во светлината на односите со Бугарија? Таму очигледно има проблеми. Па мислам дека декларативно одбрана е правецот за интеграција. И вие лично сте за тоа? Јас против те би имал ништо. Само што гледам секојдневно дека Европската унија многу слабо
ги разбира појавите на Балканот, што ни се случуваат овде со сите проблеми кои ги имаме. И меѓуетнички, и друг вид на проблеми, кои, ако ги се плаши веројатно Европска унија, да ги однесеме, да ги внесеме тие во Европска унија. Зашто и тие, како Европска унија, се кревки на тие прашања, не се толку компактни, не се надминати тие прашања. Секогаш наново бараат решение. А овде Балканот, мислам, не е доволно разбран. Ние на Балканот имаме други навики, други обичаи, друг менталитет, други сваќања, друго толкување на историјата. Значи, тоа пред повеќе од 11 века се поделила црквата во 11 век на источна и на западна. Се поделила токму тоа од различните менталитети. Не се поделила, тоа не било многу страшно што западњаците служат на бесквасен леп, ние служиме на квасен леп Евхаристија. Ама тоа испадно како каков камен на сопнување, а претходно 2-3 века од времето на патриархот Фотий, Константинополскиот, кој ги испраќа светите браќа Методи и Кирил на мисија меѓу словените, уште од тогаш почнуваат проблемите со западната црква. Меѓутоа, одма не се случило. Малку отидовте настрана, јас ќе ве вратам на односите Северна Македонија, Бугарија. Има решение за проблемите на таа релација, според вас, бидејќи знам дека знаете многу историја? Мислам дека има решение, ако се постави, ако и кај нас историографијата со друг наратив, со друг чекор воопшто ни пристапи и да сватиме дека не може да зборуваме ние за нација пред формирањето на државата. Државата се формира најмеќе 35-та година. Дали имало претходно македонци? Па сигурно имало. Ама да кажем едно друго истражување на еден професор во кој јас учествував. Може пак да навлечете сега гнев со овој став. Сигурно Мислам, ќе навлечам. Ма тоа е реалноста, нека ја испита некој реалноста, дали е таква. Значи, ова пример ви го спомнувам, еден професор на Солунскиот факултет, сега е во пензија, направи истражување. Во книгите се викат Патрологија Минји, 150 тома, многу голема едиција од светите, каде се споменува терминот Македонија, македонски македонец. И ги раздали по студентите тие 150 томови и ние да најдеме каде е името Македонија, македонец мај. Тој после тоа направи анализа, која е достапна, сите можеме да ја направиме. Никаде името Македонија и македонец и македонски не е употребено во етничка смисла. Зборуваме до 16 век. 16 век е последни томови на Патрологија Минј. Што значи дека ако се гледа тоа и научно, ако се гледа и студиозно проблемот, ако се сваќа секојдневно како е за секојдневни потреби, јас ќе навлечам гнев, сигурен сум. Ама ако некој го гледа студиозно и да сака да си го одгонетни, тоа ќе види и чекај, па може би не се искажавме, архиепископот Охридски носел титула архиепископ Охридски и на цела Българија. Како може тогаш? Сакам вас лично да ве прашам, ако денес ве прашам како се чувствувате според етничката припадност, при тоа ќе се повикам на ваши изјави, велевте сакам да бидам ромеј или византиец. Знаете, како сите овде се чувствувале ромеи, не само јас што сакам или сакам, тоа е може би носталгија. Нема да се врати, тешко е да се врати ромејското царство, ама во него нема национализам. Ромејското царство или Византија било склоп, конгломерат на многу нации, премногу нации, која ниједна не доминирала. И сите имале
еден јазик, елинскиот јазик, го имале како јазик кој ги поврзува. Ама многу нации се исто и ова наша нација до 19 век прифаќала на тоа Романско царство. Значи, не е тоа тајна дека се делеле тука верниците на патриаршисти и екзархисти. Патриаршистите сите се чувствувале како ромеи. Тоа е Ромејското царство во кое ние по територија некако сме многу поблиску, затоа што уште од времето на Комнин, да кажеме, или целата оваа територија на денешната Северна Република Македонија припаѓала на Византија. Не ми одговоривте на прашањето. Се попишавте ли 2021? Се попишав, да. Како македонец. Македонец се чувствува. Како македонец, затоа што не е тоа нацијата само чувство, туку тоа е одговорност. Вие веројатно имате сознание кога некој наши бара државјанство во Америка или во Шведска или не знам, треба да положат испит за познавање на некоја минимална историја од нивниот народ. Ако си ја познаваш историјата на народот, не може да не бидеш со тој народ. И за добро и за зло. Тоа значи дека сега, откако се признала македонската нација, нека е тоа 70 години, сите што се раѓаат на оваа територија, не значи сите по државјанство се македонци, ама по етничка некоја структура може да бидат и влаци, и албанци, и некоја друга националност да имат. Каде се гледате себе си, својот ангажман во следниот период, во следните години? Па пред се, јас вака сум изненаден каква побожност има во Крушевската и Демирхијска митрополија. Скоро ги разгледував, ги посетував подобро селата на Демирхисар. Секое село има по една црква, дури и по еден манастир. Се во лоша состојба. Не зборам за тоа, бараат големи реконструкции, ама сакам да кажем дека тука христијанството е насадено уште од првите векови. Не е нешто што е, не знам, новотарија. И во тоа возобновување на црквениот живот низ епархијата се гледам себе си и го гледам и ја гледам и тата перспектива воопшто на целата црква. Благодарам за ова интервју. Благодарам и вас. Од Нижополе интервјуто со владиката Јован се враќаме назад во студиото. Ја најавувам следната редовна содржина во нашата емисија Саботажата на авторот Сречко Поповски. Големиот мерак да се користи војаклиски речник си бара посебно внимание при расфрлањето со зборови кои само одблиску имаат некоја сличност. Можеби е најлесно да се употреби јазикот кој што се знае, особено кога не можеш да го трефнеш и да се сетиш на латинскиот синоним. Се извинуваме, доцна малку што почнавме, правевме редемисценци, како вчера, малку повеќе. како вчера сме го поминале празничниот ден. А сеќавањата се толку живи што дури и сведоците се наскрос изненадени од тоталниот пресврт кој го направиле црвените буржуи, кои толку желни за враќање на водно, дури клекнале на колена и ги бакнале револверот и камата и станале комити. Само неги време и Унија на ветерани на ВНР се зачнено, мада тоа не Ова не го знаем. Па добро, не и сериозен човек. видовме таму со Манеја Ковлевски. Керим го знам од 24-тиот спрат на ЦКС кај горе од Белград. Па може би таа. Од таму е тоа легитимитетот за Унија на ветерани. А да се стигне до таму не е толку едноставно. Премрежјата се сериозни, летвичките се високо поставени и само најквалитетните имаат шанса за успех и развој во кариерата. Ама државно си е државно.
Дечење е вака, сега ќе ве вработат и ќе ве стават тамо као Пантич младши референт, да знаете. Као Милојко Пантич, тоа гледа на она тесна кожа. Тоа ќе бидете младши референт и ако некогаш твојата партија или ако не станеш партиски член да вееш знамење и така натаму, никад у живот нема да влезеш во следното скалило, тоа е советник. И да успееш, патот дотамо не е едноставен. Мора да се одреди дали да се биде наивен или да се биде мудар. Изборот не е лесен, но според сите докази, ефектите кај тие што се гордеат со постигнатото, лесно може да се забележат и да бидат предмет за пофалба. Еве, јас сум бил судија, ситна функција, основен судија, и вака ништо не направи. Леле, ама глуп, не украде ништо, а тој што украл се снајде. Тоа е недоквакано, со он нема леп за јадење, му се восхитува на Мијалков, оти свадба правил од не знам колку милиона евра. Се разбира дека не е неважно кој кому му се восхитувал, а кој нема леп да јаде, но треба да се знае дека дури и тие што стасале до успех, па биле и председатели на светот, освен по унии, мора се уште многу да се мачат за тоа да бидат допадливи. Па таму каде што не може да се заспие, кукаат како имале бесони ноки само за да го спасат човештвото. Бев единствениот што беше преку Zoom и тоа, бидејќи е 7 сата разлика меѓу Сеул и Скопје, ја четвртокот и петокот од 3 сабајле до 7 сабајле бев на конференција учествував во Сеул онлайн. И на крајот, фали уште да се вклучи во хајките на Мавровскот и таму се уште око не може да се склопи. Или да изготви non-paper како решение за тој проблем. Бидејќи тие на земјакот очигледно не врват. Не е едноставно туку така да однесете во некоја планина во Источна Македонија мечки, затоа што тоа може да ги вознемири жителите кои што во меѓувреме научиле да живеат без мечки. Во овој момент жителите на општина Маврово и Ростуше сепак се навикнати на живот со мечките. Веќе 30 години Македонија живее како мечка. Зиме заспана, лете гладна. А медот постојано некој и го јаде. На крајот сме на уште едно издание на емисијата 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме в четврток од 20:15. До тогаш посетете веб страницата 360stepeni.mk и нашите профили на социјалните мрежи. Пријатно!